Ова е само еден дел од централното градско подрачје. Пример за европско Куманово, кој очигледно само Дамјановски го живее. Ред дупка, ред паркинг, ред хаотичен сообраќај. Да се каже сообраќајна џунгла е премногу благ збор. Дури во џунглата постои некој ред и зеленило, можност за чист воздух. Ако СДСМ 22 години не успеа да донесе ниту една инвестиција, да отвори нови работни места, не успеа да се справи со сообраќајниот хаос, не направија велосипедски патеки. Прашањето е што направивте? На што ги потрошивте парите на граѓаните? Дали после 22 години, сега, во екот на изборите, се сетивте на граѓаните? Како од СДСМ и Дамјановски, Куманово да очекува отворање на нови работни места, кога ни најмали инвестиции не можеа да обезбедат? Наместо во зеленило, живееме во сивило. Со ваков сообраќаен хаос, дефинитивно, на секој кумановчанец неопходна му е навигација и 1 литар плюс бензин, зашто од една во друга улица лесно можеш да забегаш и повторно кружно да ги поминеш сите делови од градот, за да стигнеш до посакуваното место. Пред 4 години Дамјановски вети изградба на подземни гаражи, современа инфраструктура и сообраќај. После 8 години останавме во подземјето на Дамјановски. Целиот град стана кружен тек и паркинг зона, каде едни ќе плаќаат паркинг, а други не. Почитувани сограѓани, вие и овој пат ќе одлучите. Дали понатаму секој ден ќе бидете туристи во овој свој град? Ќе кружите по улиците и ќе се соочувате со овој сообраќаен хаос? Дали понатаму ќе толерирате дискриминаторската политика на Дамјановски, каде за едни ќе важи правилото за паркинг место, а за други ќе нема никакви ограничувања? Драги сограѓани, време е да се избера делата, да се стави крај на ваквиот несериозен и недомаќински однос на СДСМ, да се даде можност на Зоран Ѓорѓиевски, човекот кој ќе ја донесе преродбата во Куманово, со решавање на постоечкиот сообраќаен хаос, со изградба на паркови и зеленило, достојно место за прошетка и одбор и рекреација. Изборот е ваш, почитувани. Куманово се сака со дела. Македонија се сака со дела. Ви благодарам.